I'm so happy to be here in Prilep for Многу сум среќен што сум тука во Прилеп за Джез викендот. Им се заблагодарувам на организаторите за оваа покана. Ова е прв пат да сум во Македонија и секогаш е убаво да откриеш нови реалности, патувајќи околу светот, затоа што знаеме дека ова е регион кој е многу интересен за музика. И исто така убаво е да се споделува нашата музика на вашиот народ. Денеска ќе ги свириме сите песни од нашиот последен албум. Се надевам дека ќе уживате и се надевам дека повторно ќе се вратам во некоја нова пригода. Можеби повторно тука, а можеби во Скопје, но во секој случај во Македонија. Свирам џез музика од пред 15 години и ова е мојот петти албум. Почнаваме да патуваме околу светот во 2012 година. Имам свирено концерти во 42 земји. Почнаваме со фестивал минатиот месец, но од денес почнуваме една многу долга турнеја, што ќе не држи окупирани до декември. Свириме тука, па потоа одиме во Кореја, Белорусија, Обединетото кралство, Германија и така натаму. Се надевам дека ќе отсвириме добро и ќе ја споделиме оваа музика, нашиот последен албум со сите луѓе. Па мислам дека веќе има доволно публика. Веќе не знам кој поред ова година, 6-7 отприлика, не знам точно. Редовен посетител сум и мислам дека веќе Прилеп има добра џез публика и неколку џез клуба низ градот се добро посетени. Има повеќе правци во џез музиката сега. Нормално некој не можам да ги слушам, некој можам, али претежно можам сите да ги слушам. Чувството на пријатност, за разлика од некоја друга музика. Џез културата почнува во Прилеп. Значи во овие може не 7, но 4-5 години има. Значи, има една група на љубители на џез музиката кои сакаат да видат нешто ново, нешто поразлично од она низ македонските сцени и што се случува. Од млад ја слушам, мислам, од
да речем, средно. Тоест, чест рок во моje време било, мислам, ептен шик, па дојде и лепи соло и так. Прилеп, ова чест фестивал, мислам, е супер работа. Лани беше баш Владко Стефановски прекрасен концерт. Одржа, мислам, ама има и други музички. Прилепскиот джез фестивал за прв пат се одржа во 2012 година. Во нашата држава се разбира Скопскиот джез фестивал е еден од најпознатите и со подолга традиција. Веднаш потоа следува нашиот Прилепски джез фестивал. Има джез случувања и во другите градови во Македонија, меѓутоа не во толкав степен, затоа што навистина Прилепскиот джез фестивал го собра вниманието на регионот не само со својата квалитетна програма и со својата ненаметливост и оригиналност. Настапиле досега многу познати имиња од светот на джезот и од Европа и од Балканот. Србија, Хрватска, и од Русија сме имале, од Италија, од Франција, од Македонија сите джез уметници. Критиката на публиката и критиката на оние што настапувале ни дава стимул за да го развиваме понатаму. Се разбира како што напредува джез културата и джез музиката во светот, секогаш е и поинвентивна, и послободна, и така и ние мислиме да го следиме тој тек. И едни од идните планови се и да влези во Европската джез мрежа. Вечерва со почеток на 7-миот поред меѓународен фестивал на джезот го закружуваме фестивалскиот дел на програмата што организира општина Прилеп оваа година. Почеток беше со карневалот, потоа фестивалот на народни инструменти, татарскиот фестивал, фестивалот на пивото и ова е последниот фестивал што годинава го организира општина Прилеп. Како што кажав, 7-миот поред меѓународен джез фестивал кој што го Прилеп 2018, кој што го организира општина Прилеп за нашите граѓани. Мислам дека досега музиката што се презентираше во претходните 6 години, оваа година ќе биде 7-ма поред со меѓународно учество. Ќе има музички представници од повеќе држави од Европа, од Германија, Франција, Италија, Србија, Грција и секако од Македонија. Вечерашниве уметници што ќе отворат овој фестивал, мислам дека граѓаните ќе уживаат во представата што ќе бидат и музиката што ќе биде представена вечерва и наредните 2 дена исто така ќе се случува овој джез фестивалот, джез музиката. Мислам дека нашите граѓани ќе докажат дека и на овој фестивал ќе присуствуваат во голем број, ќе уживаат во сцената и во музиката што ќе презентираат овие наши представници од државата и од странство. Јас се надевам дека заокружувањето со овој фестивал ќе покаже Прилеп дека знае и може да организира ни вакви фестивали, со тоа што заокружувањето на овој 7-ми поред меѓународен фестивал на джезот ќе го заокружиме со учеството на сите овие наши представници и убеден сум дека ќе представува стимул и наредната година да направиме уште побава презентација на сите овие наши фестивали што ги организира општината.